Драги Штипјани, почитувани граѓани, деновиве бевме сведоци на кулминацијата на насилничката политика на ДПМНЕ. Кулминација на насилието, на бруталните закани, на медиумскиот мрак, на поделениот и раскаран народ под пендрекот на Никола Груевски. Ова, почитувани сограѓани, не смееме да го премолчиме. Гола сила кон новинарите, брутална сила кон политичките представници на граѓаните од опозицијата е нешто што нема да помине неказнето. Политичките, партиските војници на ДПМНЕ сето тоа злострастно го гледа и го одобрува. Опозиционите активисти, разгневени, излегоа на улица во борба до крај, а оние кои што мислат дека се неопределени, се всушност уплашени. А Никола Груевски се обидува на пристоен начин да ни подметне непристоен предлог. Не ги прифаќаме како нормални неговите чеда, сурови закани, корумпирање на се живо, банкрот држава, клептомански навики, заплашување на сопствениот начин, сурово тепање на пратеници од опозиција и сопствениот народ. Епа нема, Никола, овој пат не поминува. Почитувани сограѓани, заедно сме на улиците неколку дена, десетици денови. Овде не застануваме. Одлуката е пред нас. Меѓутоа прашањето е кон оние кои што се уште не ја донеле оваа одлука. Дали, не дали, кога ќе се приклучат на отпорот на граѓаните? Одлуката е во наши раце. Изборот е само еден. Дали ќе одите на улица да протестирате и да се борите за вашата иднина, или ќе одиме сите дома и ќе ги пакуваме куферите да одиме во странство? Тоа се плодовите на политиката на Никола Груевски. Дали ви личи на преродена држава? Држава во која што 60% од студентите по медицина сакаат да ја напуштат државата? Дали ви личи на држава со иднина, она во која што средношколците, 50% од средношколците сакаат за секогаш да заминат од оваа држава? Почитувани сограѓани, ова се одлуките пред кои што не исправи Никола Груевски. Тивкиот мрак кој што ги голдна сите медиуми, нас ни дава една обврска, една должност на сите нас овде присутни, да зборуваме кон секој еден човек, кон секој наш сосед, роднина, пријател, колега, особено кон оние што се двоумат, да ги убедиме, да им објасниме дека целта на оваа борба не е победа на избори, не е битка на власт. Целта на оваа борба е враќање на нормалната држава. Целта на оваа борба да ја кажеме стоп на уништувањето на Македонија. Јас сум овде на улиците секоја вечер. Тука сум затоа што сакам да ги одгледам моите деца во нормална, успешна држава, која што ќе им пружа еднакви шанси за успех на сите. Не држава која што ги малтретира, им се заканува, и држава од која што ќе се плашат и сакаат за секогаш да заминат. Ние продолжуваме и понатаму на улиците, продолжуваме со нашиот отпор. Луѓето кои што не се помеѓу нас, седа дома и се двоумат. Потребно е да се запрашаат кога ќе се придружат на битката, на борбата за својот живот и животот за своите деца. Да живее Штип, да живее Македонија!